Камерите од системот Safe City се поставени на 3 локации во Тетово. Општината постави предупредувачка сообраќајна сигнализација која е на 2 јазика – македонски и албански. Сепак дел од сообраќајната сигнализација на автопатот Тетово-Скопје и Тетово-Гостивар се уште не е двојазична. Друг проблем во градот останува семафорот на булеварот Тилинден, блиску до универзитетот во Тетово. Но овој семафор нема посебна лента за свртување лево или десно, што предизвикува казни за возачите кои поминуваат на крстосницата, бидејќи се смета за преминување на црвено светло. Професорот по сообраќај Агим Незири вели дека во Тетово се уште не се исполнили условите за да функционира овој систем. Marrim fakt për shembull udhëheqjen e parë që kemi këtu te Universiteti i Tetovës, këtu me të vërtetë është duhet të ndërhinjë edhe policia rrugore, por edhe Ministria e Transportit për rregullimin e nijeve ose kiçeve që ekzistojnë. Se ka pengesa, ka ankesa për qytetarëve për të asaj se mos respektimi i shenjave dhe dhënia përparësisë në anën e gjatë shkakton shumë mangësi. Од општина Тетово вела дека дел од сообраќајната сигнализација е поставена, а друга ќе биде поставена наскоро. На крстосницата кај универзитетот тие планираат да постават нов семафор каде што за свртување лево ќе има посебен семафор и лента. Fillimisht vendosëm në pikat ku është Safe City, këtë javë do të thënë javën e ardhshme do të vendosen edhe në pjesët tjera të qytetit. Sigurisht ka disa lëshime të cilat janë bërë në fillim të projektit, por jemi duke intervenuar që të përmirësojmë. Sigurisht aty duhet të gjendet një mënyrë më e mirë që të përmirësohet kjo. Tani jemi në fazën e tenderimit ku do të jetë me 2 faza, faza nga ana e majtë që do të mund të lëvizin qytetarët dhe nga ana drejt në vazhdim. Посебен проблем се јавува и на влезот на автопатот во Тетово, каде што дозволената брзина е 120 км/ч, а потоа се намалува на 100 км/ч, додека камерата од Safe City се наоѓа веднаш по знакот, што не дава доволно време за намалување на брзината.